Над 50 милиони евра долг и остави претходникот Петре Шилегов на актуелната градоначалничка на Скопје. Нетранспарентни јавни набавки, кредити, огромни суми потрошени на кафеани. Данила Арсовска на брифингот со новинарите алармираше за сериозната ситуација во градот. Детални суми, колку точно пари биле потрошени и зашто, се очекува од извештаите, кога ќе заврши ревизијата. Градот е соочен со големо задолжување и во овој момент она што е останато како простор за практично да може нешто да се направи по основ на кредитирање е скоро никаков. И тоа видов дека некој од претходното раководство се обиде да го представи како моја слабост, дека нема да можам да кредитирам, наместо да го представи како свое критизерство лично, што овозможил градот за 4 години да се задолжи 3 пати повеќе од тоа што бил порано во претходниот мандат на неговиот претходник. Арсовска ги наведе причините зошто проектот на Шилегов за брз автобуски превоз, или познат како БРТ, нема да се имплементира. Во документот на битолската компанија што го ревидирала проектот на Шилегов имало бројни забелешки. Морам да кажам, она што го видовме тука од аспект на решението кое што беше презентирано во јавноста како нешто револуционерно. Не само што не е револуционерно, туку и на штета на граѓаните на градот Скопје. Прво, пред се затоа што за тој БРТ превоз нема одлука од Советот на град Скопје. Бесплатниот превоз кој беше носечки проект за време на кампањата пред Арсовска да застане на чело на градот. Целосно ќе се реализирал за 2 години. Имплементацијата ќе започнела етапно со одредени категории на граѓани. Градоначалничката го представи новиот ВД директор на јавното сообраќајно предпријатие, кој истакна дека предпријатието било заглавено во долгови. Затекнате во многу лоша финансиска состојба, како што знаете, тој веќе подолго време во загуба и има голем износ на доспејани обврски кои што мора да се реализираат. Јавното сообраќајно предпријатие располага со 380 возила во моментов, од кои што се активни кои учествуваат во сообраќај се 270. Значи останатите возила не се во возна состојба. На денешниот брифинг Арсовска ги представи и ВД директорите на предпријатието Дрисла и предпријатието Улици и патишта. Информираше дека се исчистени околу 120 диви депонии, а ќе се активирало инспекциски надзор во 3 смени, за да се спречи дополнително полнење на депониите. За новогодишното украсување информираше дека веќе е во тек од страна на општествено одговорна компанија. За најлудата ноќ, скопјани на плоштад Македонија ќе се забавуваат со македонски изведувачи, но деталите ќе бидат соопштени деновиве.